Настанот во Слупчане, го одобрувате или не и зошто? Правото на власт не значи нејзина злоупотреба, туку одговорност. Затоа неприфатливо е присуството на владини министри од ДУИ и на припадници на АРМА на полагањето цвеќе на обележието на УЧК во Слупчане. Присуството на министрите оној дел од играта со кој владеачката коалиција не прави будали сите нас, дури и нас сега што одговараме дали поддржуваме или не ваква еден чин. Зашто будали? Затоа што јас сум уверен дека тие се договориле сето ова вака да се изведе и за потоа да можат да продолжат понатака да глумат едните патриоти кај македонците, а другите патриоти кај албанците. Присуството на владини министри, приватен чин или државен протокол? Кога приватноста има тенденција на државност, делото представува кршење на уставот и на законот. Од тука, независно од злоупотребата со цел визуализација пред јавноста, присуството на владините министри во Слупчане останува приватна, а не државна делегација, бидејќи за тоа нема одлука и на владата. Сета ова дебата околу настанот во Слупчани најдобро докажува дека на Македонија можеби најдобро и прилега името Абсурдистан. Еве зашто. Оти само во еден таков Абсурдистан може преживеаниот командант на УЧК да биде министер, пред него да се поклонува војската, пред него да се снима химната. Може, значи, да биде се, но не може да биде, но останува непријател тој што загинал, неговиот загинат другар од УЧК. Има ли поголемо апсурд од ова? Американската амбасада пак потегот на министерот Бесими го нарече визионерски. Ваш коментар? Американскиот амбасадор Пол Волерс, како и повеќе пати порано, грубо се меша во внатрешните работи на Македонија. Се прашувам дали тој во името на Соединетите Американски држави би положил цвеќе на жртвите на талибанците во Афганистан. Сметам дека таа поддршка е значајна и апсолутно мене ми значи и као граѓанин што една таква пријателска земја на Македонија како што е Америка стои за ваквата постапка која според мене води кон некој помирување. Што подразбирате под поимот помирување во контекст на конфликтот од 2001? Независно од пописните резултати, сметам дека треба да се почитува правото на институционализирана културна автономија на малцинските етнички заедници и правото на стекнатите права и слободи со амандманите на Уставот од 2001 година. Помирување не е оддавање почит на тие што пукаа во припадниците на вооружените сили на Македонија. Сметам дека помирувањето ја има таа димензија, но вистинското помирување што ќе не помири нас живите меѓу себе, но кај што нема да ги запостави и тие сите жртви што загинат во 2001. Значи, помирување меѓу живите и меѓу мртвите. Можно ли е заедничко албанско-македонско учествување на жртвите од конфликтот во 2001 во организација на државниот протокол? Припадниците на вооружените сили на Македонија во 2001 година се бореа за одбрана на територијалниот интегритет и суверенитетот на државата Македонија. Наспроти нив, припадниците на УЧК создаваа во наводници слободни територии, кои ги прокламира со комуникеа и врши етничко чистење врз македонците во кризните региони. И затоа е неприфатливо службени државни делегации да полагаат цвеки и да одаваат почит на нивните спомен обележја во Македонија. Едноставно, Македонија треба да изради таков обелиск кај што ќе го назначи херојството на овие граѓани во Македонија кои што не дозволија тој конфликт да прерасне во една крвава меѓуетничка војна. И тој да биде споменикот пред кој ќе се поклониме сите и ќе се подсетиме сите на тие ужасни неколку месеци во кои живеевме и кај што имаше, за жал, загинати луѓе. Во ерата на споменици, можна ли е изградба на заедничко одбележје на заедничко светилиште на жртвите од конфликтот? Војната во 2001 година не беше граѓанска војна во Македонија и затоа неприфатлив е заеднички споменик на загинатите припадници на вооружените сили на Македонија, МВР и АРМ и тогашните припадници на УЧК.
Ние пред се треба да ги срушиме спомениците на стереотипите што ги имаме во нашите глави, треба да ги срушиме спомениците на нашите иреални стравови и недоверби еден кон друг, и тогаш ние ќе сватиме дека само од себе ќе се изради споменикот на нашата заедничка иднина. И тој ќе биде споменикот кај што ќе се поклонат сите идни генерации на оваа земја.